Dobro večer, građani na Makedonija. Ovoj alarm je kompletno posveten na ženата. Во вечерашното издание ќе се запознаеме со можните први дами на Република Македонија. Со својата индивидуалност, искреност и зрелост, можам слободно да кажам дека им конкурираат на своите партнери. На мое големо изненадување, тие го рушат митот на Западот за улогата на првата дама во државата и промовираат еден нов и оригинален лик на европска жена. Дали е тоа така? Пресудете сами. Господја Селмани, која е ваша најомилена семејна фотографија и зошто? Сите фотографии ми се омилени, најомилени фотографии ми се тие по одмори, затоа што сите сме заедно там. Има повеќе. Има повеќе омилени фотографии, ќе ви ги покажам. Но тие се врзани за повеќе моменти кога бевме на разни патувања, одмори во нашата викендица, кога ја правевме, кога ја градевме, кога секој од нас учествуваше со својот дел од енергијата и од емоциите и еланот. Имаме доста омилени семејни фотографии од многу настани, што заедно сме ги доживеале. Јас издвоив некои од заедничките семејни фотографии што ги имаме од Лондон. Тоа е едно од нашите први заеднички патувања со нашиот син на едно подолго и на една подалечна дестинација. Тоа е кога го посетивме мојот сопруг на едно од неговите многобројни студиски патувања што ги имаше во тој период. Тоа беше неговиот двомесечен престој во Лондон. Па јас и синот го посетивме и тоа беше така прво подалечно излегување на синот надвор од државата. Морам да кажам дека сите фотографии кои што се направени од моето семејство, кои што сме ги направиле кога сме биле на некое патување, на некоја прослава или сме одбележувале нешто значајно во нашите животи, ми се драги. Но морам да издвојам една и ова е таа што ја издвоив, ќе ја коментирам од нашето заедничко патување од мене и мојот сопруг, кога ме изненади и ме однесе на еден италијански остров Капри. И морам да ви кажам дека навистина тоа патување и оваа слика која што ви ја презентирам е една од моите најомилени слики, бидејќи воедно ме врзува и на најубавиот период од почетната врска на мене и мојот сопруг. Семејната фотографија е тука сме целото семејство и таа е долго очекувана фотографија, бидејќи сме сликани одма по доаѓањето на Јубе во Хаг. Тука е катето, Панче, синот и Филип, кој што се нашето семејно богатство. А на масата ни е вазната која што ни ја поклони Јубе од Хаг. Тоа е слика со мотивите се слика од Модиглијани, кој што Јубе ги обожаваше во Хаг. Мислам повеќето што беа многу едноставни, па можеше тука најубаво да се искаже својата уметност. Како би го представиле вашиот сопруг во една реченица? Лојален сопруг, нежен и посветен татко. Јас како жена би кажала дека е многу емотивен, многу енергичен, кој што е многу тешко таков човек да се следи низ животот. Па многу едноставен, многу скромен, а од друга страна исклучително умен, исклучително праведен и храбар човек. Јас секогаш го представувам супругот во една реченица и секогаш за него велам дека тоа е човек што не знае да прекрши ниту една Божја заповест. А ако ги знаете 10 Божји заповести, тогаш знаете за каков карактер и лик станува збор. Многу тешко да се опише наново во една реченица. Тој е многу сложен. Во една реченица не би можела, меѓутоа во повеќе реченици би можела да ви кажам дека се работи за една мощна инвентивна личност, непредвидлива во убава смисла на непредвидливоста, многу шармантен, полн со љубов, со емоции, често пати не ги покажува доволно, меѓутоа ние сите ги чувствуваме. Тоа е многу една цврста личност, можеме да се потпреме на него во секој момент, во секоја ситуација. Како се запознавте со вашиот сопруг?
Јас и Љубе се запознавме многу одамна. Тој доаѓаше кај нас во комши. Со една моја пријателка блиска отидовме во едно друштво кај што беше и Љубе. И тој во сите деца се одвојуваше и од тогаш почна нашата голема љубов која и до ден денеска е активна. Сопругот го запознав во Париз, на многу романтично место. Двајцата бевме таму студенти. Јас студирав, тој веќе беше на постдипломски студии и се запознавме така можне неконвенционално, чекајќи пред еден театар каде што бевме двајцата поканети од една заедничка пријателка. Задоцнивме, затворени врати, па така почнавме да муабетиме на француски, мислејќи нели секој од нас дека другиот е французин и така натаму. По прашањето од каде сте, што сте, од кај си, што си и така натаму, откривме дека сме од бившите југословенски пошироки простори и така започна нашата приказна. Се здруживме и од тогаш сме заедно. Со мојот сопруг не запозна една наша заедничка пријателка и после една година упорност од страна на мојот сопруг ја крунисавме нашата љубов. Првата наша средба беше на еден од многобројните семинари што ги организираше тогашната младинска организација. Љубовта ни е од тогашните младински организации. Бевме активисти во тогашната младинска организација на Македонија. Се запознавме на Пониква, на семинар. Потоа бевме двајцата избрани за високи функционери во младинската организација во Скопје, на ниво на република. Тоа познанство прерасна во едно многу цврсто другарство. Тоа другарство потоа се разви во една прекрасна љубов, што во 90-та година ја крунисавме со брак, во кој што сме 18 години и во кој го имаме 17 годишниот син Иван. Во тој контекст некој импресивен момент од вашиот заеднички живот? Повторно ќе се навратам на она што и двајцата обожуваме најмногу да го правиме, а тоа е да патуваме заедно. И во тој контекст еден од најубавите моменти беше нашето заедничко патување во Рим, во Фиренца и во Венеција. Па така тој период би го издвоила како еден импресивен период, значаен период во мојот живот. А што научивте од своите родители и го пренесувате на своите деца? Би имала повеќе работи да ви кажам, да речеме со некој приоритет, дека, например, еден од приоритетите во мојата фамилија, дека семејството е основната келија, значи каде што се полнат батериите, каде што се од надвор внесува негативната енергија за да се претвори во позитивната, каде што може да се потпрете врз секој член од семејството за да се ресурсирате на некој начин. Па животното мото е животно мото на целото семејство што го наследивме од родителите. И од моите родители и од родителите на мојот сопруг, да се биде вреден, да се биде искрен и да се биде чесен, а што е наше само по себе ќе си дојде. Така ни велеа и така тоа и го практикуваме и тоа успеваме да го пренесеме и на нашиот син. Децата се огледало на родителите. Во таа смисла и воспитанието и љубовта која што сум ја примила од моите родители многу ми значат. Во таа смисла и тоа се трудам во уште поголема мера да го пренесам на мојот син, секако и на мојот сопруг, да бидам внимателна, да ги воспитувам во здрав дух и особено мојот син да го изградам во една здрава и пристојна личност. Возрастните да се почитуваат и децата да се сакаат. Честноста, искреноста, сите животни искуства ги добив од нив за да човек се сноси со све што ќе го снајде ни животот, дека животот не е така едноставен, дека има падови, успони, убави нешта, лоши, а тоа покушавам и на своите деца да го истакнам, да имаат како животно искуство ни животот. Што е љубов, господје Салмани?
Љубовта е нешто што не може да се опише со зборови, може само да се почувствува. Тоа е љубовта кон децата и кон мојот сопруг. Љубовта е све. Тоа е многу тешко прашање, ама љубовта може да биде кон децата, љубовта кон мажот, љубовта кон домот, кон татковината. Значи, целиот живот е љубов. Ако нема љубов, онда нема смисол ни во животот. Водич кон низ животот. Тоа е многу сложена дефиниција. Како да ја кажам, една француска поговорка вели дека доколку сакате да го употребите разумот, за да ја разберете љубовта, ќе го изгубите разумот. Така што тоа е многу сложена дефиниција, зависи од кога, дали имате 15 години, дали имате 20 години, дали сте во 30, дали сте веќе во брак, дали имате... Во секој случај една симбиоза на физичка, духовна хемија, која што функционира и која што се надополнува со годините, со повеќе други чувства и емоции, да се потпрете врз некој, да се разбирате, да бидете компромисни, да бидете солидарни, да имате... Таа се храни со мали нешта, со некој пакнеш, со некој допир во прав момент. Тоа се тие малите нешта кои што ја создаваат љубовта, зрелата љубов. Знаете, јас секогаш велам дека љубовта не се само зборови, него љубовта се делата. Љубовта е да се сака. Во љубов може некој ностоп да ви вели дека ве сака, меѓутоа ако делата го кажуваат спротивното, тогаш тоа не е љубов. Љубов е да бидете сакан, љубов е да бидете почитуван, во љубовта да владее доверба, да владее искреност. И сето тоа на некој начин ја прави цврстината на заедничкото живење. Јас морам да ви кажам дека многу го сакам мојот сопруг. Тоа е можеби реткост за некој што е во брак, но ние сме 4 години во брак. Ниту еден момент пред да стапиме во брак и сега кога сме во брак, јас подеднакво го сакам, сега можеби и повеќе го сакам од претходно. Бидејќи кога живеете со еден човек, ги сознавате сите добри и лоши страни кои што ги има тие. Можеби добрите особини, јас можеби така сакам да си ги презентирам, превладуваат кај мојот сопруг. И љубовта ја сваќам како еден компромис, како една заедничко живење, како едно добро пријателство, но секако и како однос на разбирање, на толеранција и на почитување меѓусебно. Која е најголемата придобивка од вашиот брак? Првенствено тоа е нашиот син Марко, кој што има 3 години и кој што е центар на нашите светови сега. Но, знаете како, јас велам сите проблеми во двајца полесно се решаваат. Придобивките од бракот се тоа што изградивме и успеавме да изградиме еден здрав однос, едно здраво семејство, една здрава основа за развивање на нашиот син и во таа смисла. Тоа се нашите 4 деца, Гонџа, Дина, Канита и Џан. Мислам дека за мене лично се децата и семејството. Па јас лично сметам дека најголемата придобивка на бракот е да одржите и да успеете да одржите едно здраво семејство, засновано на 3-4 битни животни столбови. Тоа да изградите семејна љубов, да изградите љубов меѓу вас двајца, да изградите доверба меѓу вас и едноставно да го изведете. Најголемата придобивка на семејството е детето. Кога ќе успеете да го извадите детето на прав пат, да успеете да го направите образован, академски, чесен граѓанин, тогаш сте успеале во животот, зашто не за џабе старите рекле, ако успеете со детето, детето е огледало дека сте постигнале се во животот. Мислам дека чувството дека можете да се потпрете на некој, дека имате пријател за
bilo koja situacija, što je da vi se случува во животот, имате пријател, соучесник, другар, ако имате семејство со деца, значи ја делите одговорноста, солидарноста. Значи овој одговор го надополнува претходното, што е љубовта. Значи тоа е еден логичен континуитет. Што е тоа што го прави вашиот сопруг поразличен од другите председателски кандидати? Она што го прави различен е тоа што тој е силен индивидуалец, перфекционист и човек со исклучително богато минато, човек кој што поседува големо искуство и кој што верувам дека може да придонесе кон тоа Македонија да стане подобро место за живење. Она што го гледа јавноста, Имер Селмани е приватно, тој е спонтан, нежен и топол човек. Неговата компаративна предност во однос на другите кандидати се состои токму во тој амалгам во неговата личност од човек кој што ги има емоциите на ова поднебје и има рационалноста на тоа што го има стекнато надвор во текот на своите студии, на своите постдипломски студии, во текот на неговиот мандат како амбасадор, долгогодишен амбасадор во НАТО. Во таа смисла мислам дека Нано е различен од другите, бидејќи тој е спој на Македонија и на светот. Останатите не би ги коментирала, бидејќи не ги знам лично луѓето, али можам да кажам за Јубе дека он во политиката влага со голема љубов и таа љубов ја добива исто така од својот народ назад. Поразлично од тоа што припаѓа на мене и што припаѓа на мојот син. Не би сакала да го споредувам со другите, секој си има своји карактеристики. Можам да кажам за него дека е човек кој што го красат највредните човечки особини. Го краси честноста, го краси вредноста, го краси искреноста, спремноста секогаш да помогне на сите, позитивен секогаш, со позитивна мисла, со позитивно дело. Како гледате на критиките упатени до вашиот сопруг? Мојот сопруг е отворен за критики, ги прифаќа сите критики кои се добро аргументирани. Важи за упорен, исполнителен, но не и за суетен човек. Критики, озборувања имало и ке има. Сме биле подложени на такви работи. Јас искрено ќе ви кажам како секој ден слушам една песна што треба да стане химна на однесувањето на луѓето. Тоа е песната на легендата музичка Тоше Проевски, Цреша песната во која вика што е тоа во луѓето чудно што живеат во живот и туги. Знаете, често се подложени на лаги, на невистини, на гнев, на лицемерие. Меѓутоа, кога знаете какви сте и кога знаете дека не умеете да направите ништо лошо, не умеете да излажете никого, секогаш сте со позитивна мисла, секогаш со позитивна енергија, се она негативно што доаѓа, успевате да дигнете еден зид пред вас и да ги одбивате неубавите работи, а добронамерните критики секогаш ги прифаќаме. Не сум слушнала критики. Мојот сопруг е личност кој што постојано е намета на критиката. Значи, бидејќи е јавна личност и порано обавувал јавна функција, а и со неговите колумни на некој начин беше изложен во јавноста. Јас сум се навикнала на критиките кои што се упатени, но не дозволувам да ми влијаат на моето секојдневие, особено не на мојот однос со мојот сопруг. Ги сваќаме многу позитивно, бидејќи има критики што се доста позитивни и кои што ќе застанете и ќе се саслушате дали така треба да постапите или да ги послушате критиките што ви се упатени. Дали имате некој страф или скепса во однос на овие избори? Па немам некој посебен, особен страв. Јас верувам во луѓето кои што живеат во Македонија и верувам дека ќе го направат вистинскиот избор. Па не. Чим сме одлучиле, онда имаме снага да го издржиме све ова што не очекува. Страф не, никак.
Страв не би можело да се зборува за страв. Скепса до некаде, може би, во однос на тоа што сите го кажуваат, дали ќе се одржат на фер, демократски начин, дали ќе бидат, дали нема да представуваат уште една бламажа, за жал, за нашата држава. Значи не посакувам тоа да биде така. Па немам страв, не може да се каже дека имаме некој страв или некоја скепса кога влегувате во тој изборен процес. Тешко е да ја донесете одлуката. Кога ќе ја донесете одлуката, вие знаете веќе во што влегувате, спремни сте на се што го носи тој изборен процес, спремни сте дека секогаш ќе бидете подложени на мислење на јавноста, на медиуми, на критики, така да штом донесете одлука да влезете, веќе прифаќате се што носи тоа. На кој начин го поддржувате вашиот сопруг? Со љубов, разбирање и со тоа што сум цело време со нашите деца. Се обидувам да не бидам многу наметлива, но се обидувам исто така да, почнувајќи од дома, значи, грижејќи се за неговиот имидж, начинот на кој што ќе се облече, на кој начин на кој што ќе се прикаже во јавноста, да влијам врз него, да му дадам поддршка, да го ослободам од домашните обврски како со, да речеме, снабдување и така, тоа што вообичаено функционираме, делејќи ги работите, во однос на децата и така натаму. Присутна сум секаде каде што е потребно. Еве, впрочем и денес кај прифатив со задоволство и вашата покана, учествувам во интервјуа, учествувам во давање на изјави околу домот, околу семејството, околу карактерот на мојот сопруг. Учествувам и во изборните митинзи, онаму каде што навистина ми дозволуваат и работните и домашните обврски. Па мислам дека целосно, бидејќи оваа одлука е наша заедничка и сите сме активни во кампањата. Од мене, децата, го следиме на сите настапи, одиме со него, ни сите села низ Македонија. Пред се го поддржувам од морален аспект, во смисла дека секогаш сум тука за некаква дебата, за некаква помош. Она што можам најмногу да го направам е да му овозможам комплетно и целосно, непречено од сите секојдневни проблеми, слободно да ја води сопствената кампања, барем толку можам да направам за него. На кој терен се сметате за неискусна, ако евентуално станете првата дама на Македонија? Целиот овој процес е нов за мене, но сметам дека добро се справувам до сега. Искрено да ви кажам, споредуваат со некои поразлични системи од нашиот. Например, не можеме да се споредиме со некој систем во изборен систем, например во Соединетите Американски држави или изборен систем во некои европски земји, каде што улогата на сопругата во тој изборен процес, во тој изборен циклус е сосем поинаква од нашата, мислам, од нашата улога. Во тие системи подолго трае кампањата и сопругата е дел од тој систем. Колку е сопругот присутен во јавноста, толку е и таа. Колку е присутен на митинзи, толку и она присутна во јавни дебати, во јавни говори. Искрено да ви кажам, јас улогата, доколку мојот сопруг победи на овие избори, јас улогата би сакала да си ги задржам двете клучни улоги што сум ги имала и до сега. Тоа е улогата на сопруга и на мајка. А онаму каде што ми се налага, секогаш ќе бидам, каде што тоа се бара од мене, секогаш ќе бидам присутна, ќе го поддржувам целосно, ќе одговорам на сите обврски што ќе ми бидат наметнати заради неговата функција, зашто и сопругата е дел од имиджот на претседателот на државата. Па никој не е искусен во животот. Животот не учи, така да мислам дека секој може да се снајде во секоја ситуација ако има љубов и желба. Сакате да бидам многу нескромна. Воопшто не се чувствувам. А неискусна на ниту еден терен. Ниту бидејќи едно е што сум, значи, по професија сум дипломат, функција сопруга на претседател остава една голема маржа на креативност, на инвентивност, покрај таа декоративна улога, нели, во придружба на претседателот во при патувањата, прием на гости и така натаму, државници. Секако дека секој зависно од својата личност, од своите професионални компетенции и вкусови, може да придонесе за имиджот
секако дека кога некој, особено вашиот сопруг, кој ќе стапи на некоја таква висока државничка функција, и вие ќе почнете да размислувате да се занимавате со некаква, дали е хуманитарна работа, дали се некои други работи од протокол на председател. Но сепак мислам дека нема да останам во позадина на мојот сопруг, бидејќи мислам дека имам способности да направам и јас да придонесам нешто кон подобрување на функцијата која што ќе обавува мојот сопруг. Кој е вашиот омилен историски лик или лик од книга или од филм што сте го гледале? Не сум размислувала многу пред за ова прашање. Посебно не би можела да ви кажам. Можам да ви кажам, например, за кој тип на филмови, повеќе сакам да гледам историски филмови, романтични филмови. За лик посебен, може би, бидејќи од секогаш сум имала голем афинитет кон хуманитарните дејности, ако би одбрала некој лик, тоа би била мајка Тереза. Па има многу историски ликови, секој лик остава посебно обележје во одредени периоди од историја, од општество. И посебно не би можела да издвојам некој лик, меѓутоа, еве ќе ви го издвојам ликот на мајка Тереза, посебна хуманистка, човеколюбец, кој што секогаш помагаше на луѓето и од кој што луѓето ја црпеа својата и духовна, и позитивна, и животна енергија. Мојот омилен лик е Еленор Рузвелт како борец за човекови права и таа е мојот пример. Така, значи јас повторно сега се навратам дека со мојот сопруг обожуваме да гледаме филмови. Посебно тој, големи филмомани сме. Не би можела да издвојам никаков особен филм кој што така ми останал во сеќавање. Сите филмови кои што се актуелни во моментот, обврзно ги изимаме, ги изгледуваме и така. Тука би го одвоила ликот од еден филм однесени од Виола, тоа е женски лик кој што ме потсеќа на самата себе, бидејќи е многу јак и одлучен, а мислам ни животот дека и јас доста поминав, па така се наоѓам во тој лик. Дали сегашницава е слика што сте ја замислувале кога сте биле млади? Знаете како, јас сега, кога размислував пред некој ден, си велам самата на себе, нема ништо повеќе што во моментов би сакала да имам од она што го имам во овој момент. И тоа ме прави вистински среќна жена. Секогаш сум сакала разбирање, хармонија и љубов, која денеска успевам да ја добијам и да ја воспоставам со мојот сопруг и нашите деца. Како млада не сум знаела каде ќе живеам. Дали тоа ќе биде Балканот, дали тоа ќе биде Канада или ќе биде некое друго место. Во секој случај стрикна сум со мојата фамилија. Па не се сеќавам баш на тоа дека патот во животот не води на некоја слика од детството, бидејќи животот е реално, и како не води судбината, така и го живееме животот, но јас сепак би одвоила дека сум еве од август минатата година дека сепак сум стрекна жена и едно стрекно здраво семејство сме ние. Знаете што, ние живеевме во едно сосема поинакво време кога бевме млади, кога бевме деца. Ние двајцата во младоста бевме во некаде кон крајот на 80-тите години, заедно со сопругот бевме дел од една бунтовна генерација која почна да, што често ја нарекува сега таа македонска пролет пред добивањето на независноста на државата. Откако се осамостоивме, нормално дека очекувавме некои поразлични вредности, поинаква иднина, меѓутоа влеговме во една доста мачна, една долга, една тешка транзиција која што многу долго траеше. Не очекувавме дека баш така ќе се развиваат настаните. Меѓутоа јас се надевам дека одиме на добро и верувајте ми дека кога ја прифати кандидатурата да се кандидира за председател на Република Македонија, беше воден од една мисла дека е време веќе честните, вредните,
умните, мудрите и оние што си ја сакаат својата земја да раководат со Македонија. Може тоа беше и пресудно да се нафати за едноставно веќе да се излезе од тој еден долг период на транзиција, да се отворат границите, да можат младите да излезат надвор од државата, да се урне тој шенгенски зид. Во политиката, ако сакаш да биде нешто кажано, обрати се на маж. А ако сакаш да биде нешто направено, обрати се на жена. Имам чест да ви ја представам господја Мируша Хоџа, првата албанка жена кандидат за председател на Република Македонија. Па жената во однос на мажот поседува една главна, основна, суштествена карактеристика на човекот, а тоа е љубовта. Љубов значи да се пружа, без калкулации, да се дава, да се помага и да се простува. Да умееш да простуваш на другиот. Тука е секако и компонентата многу главна на мудроста, која жената има, на мудрото донесување одлуки. Трпението, исто така, ете овие се тие главни карактеристики на жената кои ја разликуваат од мажот. Всушност, јас сметам дека убавината на нештата е во разликовноста. Така што сметам дека мажите треба да бидат мажи, автентични, жените треба да бидат жени, автентични. Не би превземала некоја карактеристика на мажот во себе, оти љубовта која има жената во себе покрива се. Успешна жена е жена која покажува грижа кон своите постапки. Што значи дека успешна жена не мора секогаш да се бара или идентификува во склоп на успешна пословна жена. Успешна жена е и домаќинка која се грижи за своите постапки, успешна жена е и жена која не се експонира во јавноста, исто толку колку и жена која сака, односно имала прилика да се експонира во јавноста. Па знаете, јас сушност немам никакви предрасуди во животот, така што и на овој факт дека сега сум рамо во рамо со мажи, не гледам поинаку, и тие се човечки суштества, се чувствувам равноправна. Може да биде подобра, може да биде и сметам дека не е подобра со оглед на нашето мачоистичко, мултиетничко општество. Па, тоа што сум јас, тоа ќе биде тој сигнал. Мислам, пред се станува збор за Македонија со емоционална зрелост, со интелектуални капацитети. Секогаш е тешко да се зборува за самиот себе си, но во секој случај ќе биде една позитивна слика. Желба за соработка и отвореност кон светот, а не затворање во себе. Па Барак Обама сега кај нас стана нешто популарен со оглед на тоа што и во нашата средина се јавија нели албанци како кандидати за председател на Република Македонија. Секоја споредба во смисла на тоа дали може да и се случи Обама на Македонија е сепак изваден од контекстот. Знаете, Обама живеел во Америка, тој зборува американски, тој е дел од еден политички концепт на државата, што не е случај за жал кај нас, па затоа не може да се спореди. Значи, не може да земете еден факт од еден контекст, одреден, и да го имплементирате во вашиот, другиот контекст, па да очекувате резултати од тоа споредување. Контекстите се сосем различни, Македонија не е Америка, и затоа тука би прекинала со моето толкување. Значи, сувишно е да се толкува моментот Обама во Македонија. Кој е вашето мислење во однос на господинот Барак Обама? Господинот Барак Обама внесува голема свежина во меѓународната политика.
a ne zato što gospodin Barack Obama je od druga boja, ne zato što Barack Obama je pripadnik na druga rasa, туку затоа што господинот Барак Обама внесува еден нов проект во меѓународната политика и мислам дека тоа е причината поради која што Барак Обама ги доби изборите на таков флагрантен начин во Америка. Па, исклучително позитивна личност. Личност која што внесе голема промена во сваќањата на политичарите и воопшто на политичкиот живот во Америка, а која несомнено ќе се одрази и на политиката и политичките сваќања и во остатокот од светот. Па добро, тоа е еден нов имидж, он донесе еден нов имидж на политичар во светски размери. Беше изненадување на, можеби на многу што не ја познаваа неговата животна биографија. Обама е дете од мешан брак. Живеел со баба, со дедо, постигнал се сам во животот, барем она што го имам прочитано, дека успеал да го достигне врвот на својата професионална кариера, да стане универзитетски професор, да стане конгресмен, да постигне се сам во животот, да создаде здраво семејство со многу силна и јака сопруга до него. Мислам дека тој го оствари сонот на Мартин Лутер Кинг, кога велеше I have a dream, јас имам сон. И фактички со доаѓањето на Обама на чело на Соединетите Американски држави, мислам се направи, американците успеа да направат еден пресврт, успеа да ги премостат тие расни разлики што ги има и фактички од многу непријатели што ги имаше Америка со неговото доаѓање на чело, ги добија како пријатели, се воспостави некоја конекција меѓу тој афрички и американски свет. Па ми се свиѓа, ако толку луѓе застанале зад него и го сакаат, веројатно 100% има човекот и големи квалитети, така да го ценам. Тој е инспиративен, револуционерен човек, од кој нашите политичари треба да научат како се говори, обединува и како се влева надеж во најтешките моменти за нацијата. Кое јадење го обожува вашиот сопруг? Омилено јадење на мојот сопруг се морските плодови и рибата и тој е добар готвач во кујната. Мојот сопруг и покрај сите перигранации на светот и разни испробувања на сите можни гастрономии во светот, мислам дека најповеќе сака работи во кој што ги има, кој што ги јадеше кога беше како мал. Значи производи од југот на Македонија, од мајка му, а тоа се турлитави, подварок, јадење на база на кисела зелка и така натаму. Во тие најмногу ужива. Па Јубе обожава доста јадења, тука бидејќи е потекло од тетово, се знае дека тавчето им е омилено јадење и главен специјалитет, али исто така обожава охридско кајче, пити, манџи. Секако вид на манџа за него е одушевување и кога сакаме да го видиме дома, децата ќе кажат: "Мама, ајде денес кувај некоја манџа за да дојде тато дома, за да бидеме заедно." Ги сака многу традиционалните македонски јадења. Јас без лажна скромност ќе кажам дека умешноста за готвењето ја наследив од мојата мајка и од мојата баба. Готвам од свој 15 години. Ги знам да ги припремам сите македонски јадења. Омилено јадење му е турлитавата. И често во нашиот дом имаме многу пријатели што доаѓаат од надвор, од странство. Не практикува никогаш да ги носи во ресторан, секогаш се радови да ни гости во нашиот дом и секогаш кога ќе заминат од тука, велат, тоа се универзитетски професори од европските универзитети, од универзитетите во Америка. И често кога ќе заминат од Америка, од нашата земја, велат: "Ви благодариме за топлото гостопримство и на убаво подготвените македонски јадења." Јас не сум човек, не сум жена што готви дома, така да јадењето го преориентирам на омилен ресторан, каде што сакаме да одиме. Значи, сакаме да одиме во некој добар италијански ресторан, но секако сакаме да одиме и кај наши пријатели, кои што имаат ресторани, домашна македонска храна која што ја припрема мајка ми, нели, како дежурен
човек кој што се грижи за нашата исхрана. Нешто посебно, тој не е пребирлив. Не е пребирлив. Кој ја бира облеката на вашиот сопруг, вие или тој? Облеката на мојот сопруг ја бираме заеднички, освен ако е некаде на пат, самиот се ја бира. Самиот ја бира облеката, ја купува сам. Во купувањето не се мешам, но кога се веќе работи за изборот дома, асамблирање на некои работи, помага. Па учествувам во изборот на облеката на мојот сопруг, се грижам за неговиот стайлинг, заедно одиме во шопинг. Барам мислење од мене, редовно го давам, ама да бидам искрена и јас често барам мислење за тоа што и јас да купам и секогаш учествува во изборот дали она што сум го избрала, навистина ми одговара, тој е еден од моите најдобри критичари. Самиот, али некој пат покушавам и јас да се наметнам, да му кажам, али повеќето сам. Па секако сам дека се облекува, но сугестии кога има потреба бара од мене. Мојата сугестија во облекувањето на мојот сопруг се однесува во насока тој секогаш да биде среден, чист, да изгледа пристојно. Инаку некои посебни сугестии околу изборот на облеката што ќе ја направи, немам, бидејќи му верувам, а и тој самиот е човек со исклучително чувство, развиено чувство за естетика и за убави нешта. Дали вашиот сопруг ќе победи на овие избори? Ако победи, зошто ќе победи? Многу субјективно прашање. Да, ќе победи, но зошто не би можела да кажам зошто. Веројатно затоа што тој е една исклучителна личност. Кога го зборувам ова, навистина не го зборувам од субјективен аспект. Значи, има многу работи кои што и јас самата не ги знам за мојот сопруг и секојдневно со нови размислувања ме изненадува. Мислам дека тој е единствениот избор, вистински правилен избор за Македонија. Па ако се иде со желба и со љубов, онда очекуваме и победа, а мислам дека Љубе ја заслужува победата, бидејќи ја дава целата своја љубов на нацијата, а нацијата тоа го осеќа и му ја дава назад. Јас верувам дека ќе победи, но тоа ќе го видиме после изборите. Знаете што кога влегувате во ваква изборна трка, влегувате со позитивна мисла и со желба да успеете во тоа што сте го наумиле. Ние влеговме во оваа битка, тој влезе во таа изборна трка. Штом влегувате се надевате на победа и јас се надевам ако победи, Македонија ќе добие човек, председател од народот, председател за народот и председател кој што ќе сака секогаш да работи за интересите на својата држава и на својот народ. Едноставно со своите и уставни, со своите лични, морални норми ќе ја представува Македонија сега. Дали ќе победи? Нормално дека како неговиот најголем фан посакувам да победи, но знаејќи го општиот контекст, би била многу среќна доколку таа визија што тој ја сака да ја пренесе на граѓаните на Република Македонија успее да освои што поголем број на луѓе. Како ги поминувате овие денови на изборната кампања, како влијаат врз вашето семејство, врз вас? Морам да кажам дека ова водење на кампања е многу напорна работа. Не очекував да биде вака напорно, но мојот сопруг не го гледам. Тоа е веројатно нормално за некој што води кампања. Инаку ние пред да влезе во председателските избори поминувавме многу време заедно. Во заеднички прошетки, во заедничко дружење. Сега нашето секојдневие е исполнето со обврските кои што целосно јас морам да ги превземам, а мојот сопруг си ја тера кампањата.
Па, како да ви кажам, малку е навлегување во приватност. Не сме навикнати на навлегувањето од страна на медиумите во приватниот живот, но мислам дека тоа е нормален дел од процесот и дека тоа го должиме, бидејќи веќе сме навлезени во таа игра која што се треба да се случува пред очите на јавноста, го должиме, значи една жртва која што мораме да ја поднесеме. Инаку сите дома сме солидарни и учествуваме, секој од нас го дава својот максимум за да му помогнеме нано за да целата приказна биде приемчива, убава и ефикасна. Кога се одлучи да се кандидира за оваа највисока државна функција, и јас и синот цврсто застанавме позади него, го поддржавме во можеби за него најголемиот животен предизвик. А со самото тоа што го поддржавме, ние и фактички влеговме во кампањата. Кога Љубе одлучи да иде во политиката назад, ние имавме различни мислења, но седнавме сите заедно на маса и ги кажавме своите мислења и ставови и дали можеме со све тоа поново да се носиме. И одлучивме дека идеме понатака, бидејќи желбата на Љубе беше многу голема, да го поддржиме у све тоа. Дали мислите дека после се ќе можете да се вратите во сосема нормален живот? Мислам дека ова ќе биде бенефициран стаж, кампањава, а ќе можеме да се вратиме. Секако ќе поминеме па неколку викенди во нашето драго село Велестово, Охридско, и секако дека ќе се вратиме во нормалата. Па ние и сега сме во еден нормален живот, зашто никој пат не сме избегале од реалноста. Секој пат се соочуваме со нези и во тешкото и во убавите нешта што не ги дава животот. Ние се обидуваме и сега да живееме во некој нормален живот, без разлика што, знаете како, сето ова на некој начин и го променува малце животот, динамиката во која што сега се наоѓаме, тензичноста, интензитетот во кој што живееме сега. Меѓутоа се надевам дека без разлика на исходот од сето ова ќе си продолжиме и понатаму нормално да живееме. Јас верувам дека нашиот живот ќе добие малку повеќе протоколарност, но верувам и дека нема да ја загубиме нашата спонтаност, едноставност и топлина. Јас сум човек кој што и сега извршувам нормален тек на мојот живот и никогаш не сум била склона кон тоа да правам работи кои што не се типични за мене или кои што излегуваат од мојот редовен тек на секојдневнието. Мислам дека ќе успеам. Која е вашата порека до македонската јавност? На 22 март доаѓа нова пролет за Македонија и гласајте за мојот сопруг. Да гласаат за Љубе многу едноставно. Па да го следат своето шесто сетило, како и секогаш, и да излезат слободни и од никого не пресилени на овој избор. Би сакала да дојде до одредени промени во Република Македонија, во смисла на тоа да престанат некои празни зборови, празни фразеологии, во политичка смисла да почнат да се случуваат некои работи, некои визии да се претварат во реалност. Би сакала луѓето да размислуваат повеќе индивидуално, да не се поведуваат во функција на партиски осмислени ставови, туку да размислуваат со реалната перцепција за личности. Мојата порека до македонската јавност е да бидат позитивни, да бидат креативни, да бидат секогаш со позитивна мисла и со позитивна енергија и да веруваат во себе, сите граѓани. Жената е како врекичка за чај. Не знаеш колку е силна, се додека не ја потопиш во врела вода.